Ни повикаа полиција, полицајците дојдоа, едниот беше агресивен, другиот беше окей. Видовме дека не можеме да се разбереме никако. На крај станавме демонстративно, го напуштивме возот и им кажавме дека ова куче има медицинска потврда да патува со нас, затоа што е куче придружник. Иако имавме медицинска потврда која што ни рекоа да земеме, ние се вративме на возот, пак не ни беше дозволено, се каже. И со таа медицинска потврда не сакаа ни да видат медицинската потврда. Тогаш се случи уште поголем проблем. А ни рекоа по секоја цена да напуштиме, по секоја цена, оти физички ќе ни изфрлат кондуктерите. Ние им рековме дека не смеат да не допираат сите тие работи, ги знаеме законите. Они повикаа полиција, полицијата дојде во огромна сила. Мислам, дојде цела полиција од Скопје. Еден момент беа 8 полицајци дојде. Со него проблемот е што он веќе неколку пати пробува да се качува на тој воз, да стаса до Битола, но не му е дозволено и он на некој начин е заглавен во Скопје. Он секој ден се буди во Скопје без да сака да си го продолжи патувањето. И тоа е огромен срам за мене како жител на оваа држава и за сите да го гледам, мене тој тук срам ми изеде.